Во Куманово, како и во земјава, се намалува бројот на новозаболени од COVID-19. Изминативе седмици значајно е поголем бројот на оздравени лица, отколку на новорегистрирани. Намален и бројот на починати. Бројката на активни случаи во Куманово во моментов изнесува 110. Минатата недела биле регистрирани само 19 случаи, од кои еден од Липково. Епидемиолозите со став мерките се олабавуваат, но граѓаните да продолжат да се придржуваат до препораките и масовно да се вакцинираат. Активни случаи само има 110, нивни контакти исто така да како што рековте, полесно е, значи ги откриваме ние понатаму контактите, следиме контакти, евентуално да не се појави некој кластер, меѓутоа во однос на бројот како што е опаднат, значи на хоспитализирани случаи, бројот на дневна болница, се бележи видливо намалување на бројот на заболени и нивните контакти. Ако се придржуваме, како што рековте, понатаму, значи да бројот на вакцинирани расне, бројот на почитување на мерки, значи останува само во наредниот период да очекуваме секако бран, меѓутоа не како што овој интензитет беше третиот бран. Во Центарот за јавно здравје Куманово почна да функционира молекуларната лабораторија која ќе спроведува ПСР тестирања за COVID-19. Жителите на североисточниот регион претходно беа принудени по неколку часа да ги чекаат резултатите. Сега тоа ќе се прави за само неколку часа. Цените за ПСР тестови во Центарот за јавно здравје Куманово ќе се движат од 1800 до 3000 денари. Сите што ќе имат упат од матичен лекар ќе бидат покриени од Фондот за здравствена заштита. Тие што сакат, односно што немат упат од матичен лекар, сакат приватно да направат тестови кај нас, исто така може. За целите ќе бидете известени од началникот. До сега имавме пункт само за земење брисеви. Ги носиме во Институт за јавно здравје во Скопје, а од денеска почнуваме сами да ги направиме ПСР тестови. Имаше сериозни проблеми околу обезбедување на термини, околу носење на брисевите. Сега полесно ќе биде, тука се гледаат, во истиот ден се дават резултати, така да ќе гледаме брисови по мој термин, епидемиолошки, и ќе гледаме брисови за патување во странство. Инвестицијата е на Центарот за јавно здравје со поддршка на Фондот за здравствено и пензиско осигурување. Од почетокот на пандемијата во Куманово се регистрирани над 8800 случаи позитивни на коронавирусот.